чуваме во чест на Светскиот ден за заштита на планетата Земја, кој на 22 април 2012 година. Овој еколошки сајм го држуваме со цел да ви ги презентираме нашите екоактивности, со кои се надеваме дека ќе ја разбудиме еколошката свест кај сите нас. Сега ни се представи хорот и оркестарот со екохимната на нашето училиште, а директорот ќе одржи поздравен говор за вас. Ученици, драги наставници, почитувани родители, добродојдовте во отворениот ден на нашето училиште. На почеток сакам да во име на ученициве, во име на наставнициве и во моje лично име да ги поздравувам присутните родители кои одвоја време да го посетат овој сајм. Сакам да го почитувам представникот од Бирото за образование од подрачнава единица Струга, господинот Башки. Го поздравувам местната заедница од селото, како и бизнисмени од селото, кои ми помага во овој ден. Со програмата на училиштево беше предвидено во текот на ова учебна година ние како училиште да организираме еден таков ден, но одбравме токму овој ден заради 22 април, денот на планетата Земја, како и укажувањето од владата на Република Македонија, Министерството за образование и наука, локалната самоуправа, да овој ден се прогласува ден за еколошки чиста средина. Ви благодарам за присуството. Плодовите, мама ми вели, се јадат кога се зрели. Здрав и болен кој лежи, нека ги јаде свежи. Важно е да се мијани со нешто чисто покриени. За оние што лице мијат, за оние што вратче тријат. Со чешла коса и чисто се носат 300 пати браво, 300 пати браво. Еколошка песна, се што расте цвета, се што носи лета. Питамо и диво, сака да е здраво, сака да е живо. Секо е лето, шумите гора, не палете оган, децата ве молат. Реките чисти и бистри да бидат, животните по нив да можат да се видат. Ръковите наши да ги изчистиме од смет, да живееме среќно
за мен чудесните сендвичи. А да не зборувам пак за чипсовите, рижавчината и смоките. Погледнете ги Ахмед и Руми, до каква сласт ядат. Не знаят тия колко са щетни за детското здраве. Погледнете и слушнете. Аз най-много сакам купен хамбургер. Кога шетаме низ круга, майка ми задължително ми купува хамбургер и то най-голем. Дори и продавачката на сендвичарницата ме знае и вели: стигнахте! Мириса на обавите пляскави, кебаб, тосто, фиш и штуни още не, бързо ме опива. Тия куси моменти за няколко секунди огледувам на главолки и поядам хамбургерът за по-малко от 2 минути. Па зато отсечете ми към хамбургер. Ако сте селото, аз пък най-първо изсакам чипсови. Можем да изядам 10 за кратко. А ти вече те викаме чипсо. Хамбургер на чипсо. А знаеш, що не е почет говор за пиене с хамбургерът и чипсо? Да, се разбира. Базирам се, попиям с нас. Здраво! Како сте? На здравие! Здраво, благодариме. Що ядеш? Ядам сендвич, што се вика мамилапенце. Каков е той чуден сендвич? Тој сендвич што се произведува во една кујна со најубави мирис ги боне. А много готвачи работат во неа? А не, само една. И вие ја знаете, мојата мајка. О, домашен сендвич. Да, јас не ги сакам купените сендвичи, бидејќи баба ми вели дека во нив ставаат секакви отпадоци на храна. Еднаш купив сендвич со 2 вишни и добив труење во стомакот. Вишните беа бајати и расипани. Добро, а што има во твој чуден сендвич? Прво, најважно, бабини домати, па краставици, жолто тврдо сирење, кое го викаат пиено, тоест тепано, и на крај сето тоа се става на купен леп, на домашен печен до редна на 120 степени. Не да ги ми потребва, мора да е вкусен. А пиеш нешто со сендвичот? Вкусен густ овошен сок. Во купените сокови са многу вештачки за сладувач. Тие се штетни за здраве. Здраво, другарчиња. Здраво. Дали вие јадете овош и зеленчук? Ама ние, јас да. Знаете ли вие колку витамини, минерали, хранливи состојки има во овошот и зеленчукот? Ние зборуваме за сендвичите. Ако се храните здраво, че имате детство без мана. Затоа ве покануваме Да влезете внатре и да научите се за здравата храна. Повелете, влезете! Ние се грижиме за здравата храна. Идовте рециталите и там спектакли и Нашето училище е единство училище без мана, екологията му е яка стара. Како што гледате, нашето училище сакаме да е пълно со цвечиња, пеперутки, дървија, треви. Ние на